На последните неколку одржани седмици, владата на Република Македонија разреши неколку директори на институции и на нивно место назначи нови. Покрај именувањето на нови директори на Државниот архив, Државниот завод за статистика, Агенцијата за администрација и Агенцијата за млади и спорт, нови директори имаат и Управата за јавни приходи, Бирото за јавна безбедност, Агенцијата за храна и ветеринарство и Управата за безбедност и контраразузнавање. Од ВМРО ДПМН истакнуваат дека со незаконското назначување на директори се прави криминал, а од СДСМ има целосен и апсолутен молк во однос на грубото прекршување на законите со незаконското именување на функционери на повеќе државни институции. Законите и процедурите не се испочитувани и преку назначувањето на директорите на Службен весник, Државниот завод за статистика, Агенцијата за млади и спорт, Државниот архив, Управниот инспекторат, кој е задолжен да ги штити процедурите кои СДСМ ги крши на големо. Ниту еден од споменатите и за оние кои согласно закон е предвидено задолжително познавање на јазик, немаат приложено сертификат. Разрешувањата се направени без претходен оглас. Ветуваа транспарентност, добивме самоволие. Ветуваа законитост, добивме шверцерско непочитување на законите. Ветуваа професионалци, добивме партиски војници. Се уште не стивнуваат реакциите и по изјавата на пратеникот Курто Дудуш дека со партиска книшка од СДСМ граѓаните може да се лекуваат, да имаат социјална помош, да се вработат и да стигнат до основните своји права. Пратеникот на СДСМ призна и дека се кинеле казни за сообраќајни прекршоци на членови на СДСМ, а додека сите останати мора да платат доколку им биде изречена казна за сообраќајен прекршок. СДСМ со ова прави сегрегација и дискриминација на граѓани од прв и втор ред. Сите оние кои не се членови на СДСМ значи дека не може да стигнат до основните права во државата. Од ВМРО ДПМН на крај подвлекуваат дека се бара итно повлекување на незаконските одлуки на владата и почитување на законите, додека во однос на пратеникот Дудуш се повикува народниот правобранител да реагира и да ги осуди ваквите дискриминаторски изјави.